Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата ТВ Ординација. Вечерашен мој гостин и за прв пат, еве пред малку и изборнавме со докторот, доктор Диме Заев, анестезиолог, реаниматолог во офталмологија Сестина во Земјава. Докторе, добро вечер и добро ми дојдовте. Во ТВ Ординација во овие изминати 16 години апсолутно ниту еден анестезиолог не сум имала. Значи, не зборуваме вечерва за анестезиологијата како гранка, туку зборуваме токму за вашата улога во офталмологијата. Болестите и на кој начин и која е клучната алка за една интервенција во офталмологијата кога мора да биде вклучен и анестезиологот. Пред се, голем поздрав до сите гледачи на ТВ ВИС и една благодарност за поканата. Така. Докторе, офталмологијата, како и сите други медицински гранки, имаат плејада на интервенции. Но, меѓутоа, една од клучните интервенции кога станува збор за инвазивна или полесно инвазивна методологија, клучна улога имате вие, анестезиолозите. Да. Не само ние анестезиолозите, него клучна улога има целиот тим, затоа што пристапот е мултидисциплинарен, каде што имаме тим од кардиолози, од анестезиолози и перфектни, одлични офталмохирурзи. Значи, за да завршиме една наједноставна операција на перде, која што трае, да речеме, 3 до 10 минути, неопходни се многу припреми кои што треба пациентот да ги направи во однос на предоперативната припрема, не само како анестезиолошка припрема, анестезиолошка анамнеза, него и предоперативна офталмолошка комплетна припрема, каде што не се гледа само еден дел на окото, него окото се гледа како целина, и предниот сегмент, и задниот сегмент, и сите неопходни испитувања кои што треба да ги направи пациентот. Мојата улога е во предоперативната припрема, каде што сите пациенти треба да дојдат припремени, односно унапред ние им се јавуваме која терапија да ја земат, која да не ја земат, и предоперативно се ординира она што му треба на пациентот во моментот, затоа што знаат да пациентите секој различно реагираат. Од зголемен стрес, значи, кај некој се манифестира со хипертензија, кај некој со аритмија, кај некој со... А некој па имаат и без никакви болести страф од белмантил, значи по автоматизам автономниот нервен систем, значи, сигнализира дека нешто не е во ред со пациентите. И во такви ситуации ние успешно се справуваме со тој предизвик, обрнувајќи максимална предоперативна припрема. Се ординираат соодветни лекови од седативи, од антихипертензиви. Исто доаѓаат пациенти со многу погачен шекер, каде што треба да се ординира инсулин, да се ординира друга терапија, диуретици и така натака. Го доведуваме пациентот во до еден среден степен на смиреност на седација и после тоа пациентот припремен, а треба да биде гладен и жеден во зависност од типот на операција, влегува во операциона сала и дополнително се приклучува пациентот на монитор, каде што сите витални параметри нормално во присуство на анестезиолог се мониторираат сите параметри и даваме одлична аналгоседација. Значи, пациентот сакаме да биде присутен, сакаме пациентот да биде седиран и
да соработува во текот на самата операција, што е важен императив за да може операторот успешно да ја заврши својата операција. Од тој дел брзината на самиот хирург, значи една операција на перде обично трае околу 10 минути. На тој начин се создаваат идеални услови пациентот да биде обезболен и добро седиран, а и операторот перфектно да си ја заврши својата работа. Типот на анестезија кој што го практикуваме, затоа што темата перде веќе ви е многу пати, или катаракта сенилис, ви е многу пати раскажувана, значи, но овој денеска рековме како офталмо анестезија да објаснам во јавноста дека интраоперативно водиме голема грижа да се создадат идеални услови за да може операторот да својата професионалност Тоа е рутинска операција, значи која што трае, како што реков, 10 минути, брза, прецизна, и многу убава операција, значи. Но сепак пациентот дали ќе трае 5 минути, 10 Но сепак или 4 часа, пациентот е операција, секој различно реагира на стрес. И во тој поглед, значи, обрнуваме максимално внимание и во текот на самата операција и постоперативно резултатите се дефинитивно најдобри во регионот, се феноменални. Значи, пациентиве излегуваат среќни и задоволни од самата операција. И кога спомнавме веќе катарактата, пердето. Имаме ли разлика во начинот на третирање? Значи, разлики во начинот на третирање. Сигурно знаете, катарактата представува заматување, природно заматување на видот од најчестите очни болести, која што се јавува како резултат на старење. 70% од сите очни болести представува катаракта сенилис или старачка перде. Значи, или народски кажано, пациентите гледаат како низ завеса, а додека обично над 65 годишна возраст, но меѓутоа во поново време во однос на возраста, пациентите се во однос на возраста, годините се повеќе веќе не влијаат голема улога. Значи, и кај помладите пациенти, значи, имаме присуство на катаракта, дори имаме и пациенти со конгенитална катаракта. Одма после раѓање, значи, се диагностицира катаракта, која што исто успешно се третира, но во оваа ситуација анестезијата е генерална, се прави општа генерална анестезија, синотрахеална интубација, се заспива пациентот и од кога операторот ќе заврши својата операција, го будиме пациентот и го враќаме на својата фамилија. Видови на анестезија, значи, обично се користи локална потенцирана анестезија, значи кај 99% од сите операции, во облик на капки и во камера антериор предниот сегмент се става лидокаин, со што настанува моментално обезболување на окото и се создаваат идеални услови за самата операција. Операцијата се прави со помош на факометода, меѓу народот дека е тоа ласерски, но меѓутоа вистината е операцијата се прави со помош на ултразвук. Со ултразвук се дроби природната леќа, се абсорбира и на нејзино место се става нормално високо квалитетна, стандардизирана америчка премиум најквалитетна леќа. Да објаснам за како пациентот ќе препознае дека има катаракта. Значи, рековме дека основната причина е замаглување на видот. Причина е природната леќа заматува поради процесот на дегенерација, поради процесот на старење.
Друга причина за настанување на перде може да биде шекерот, исто како една од поголемите водечки причини, и кај шекерот, кај дијабетесот, значи границите на операции, значи возраста и помлада возраст, значи се јавува напреднато перде, која што единствено се решава со хируршка интервенција. Како пациентот ги препознае дека има перде, значи видот му е замаглен, потоа отежнато читање од блиску, отежнато гледање на телевизија, губење на контраст, дупла слика може да гледа пациентот. Што е најинтересно, значи оние пациенти кои што имаат напредната фаза на катаракта, кои што се уште се мислат за операција, неопходно е во ваква ситуација што побрзо, затоа што они сепак преку ден релативно гледат и управуваат со возило, а додека навечер, поради силниот сноп на светлина, се јавуваат од блесоци, од фаровите на другите коли, може пациентот во моментот уопште да престане да гледа. Моја молба до сите пациенти да не возат и да не управуваат со моторни возила дури и преку ден, затоа што може да се јават дупли слики, а навечер е дури опасно по живот. Многу сообраќајки во Европа и во Македонија баш поради ова причина. Значи апел што побрзо да се решава проблемот на катаракта и дополнително веќе во минатото за времето на кога да се оперира катаракта, значи ставовите дека треба пердето да созрее до еден поголем степен, веќе се и на европско и на светско ниво се сменети. Најдобро е пердето да се оперира уште од самиот почеток, затоа што резултатите се многу подобри и се оневозможува интраоперативно и постоперативно, значи подобри резултати се постигнуваат, се оневозможува да се јават помалце компликации. Така да исто како лек на дали постои медикаментозна терапија, сигурно знаете дека има капки кои што се користат за лекување на перде во почетна и средно напредната возраст, но меѓутоа со помош на тие капки само процесот моментално се пролонгира, но меѓутоа интраоперативно настанува цврстината на пердето кој што се јавува после тие капки, значи настанува дополнителни интраоперативни компликации. Значи медикаментозна терапија никако не се препорачува, значи единствен начин на лекување на пердето е оперативен зафат. Или ако пердето е во почетна фаза, во таа ситуација се препорачуваат наочари со одредена диоптрија, но меѓутоа како што окото пердето созрева, се јавува зголемување на миопинизација, значи со која миопијата настанува нејзино зголемување и на тој начин и со поголема диоптрија на наочарите, значи ефектот ние не можеме никако да го постигнеме. Се јавува многу поголема миопија и нормално се препорачува факоемулсификација, односно отстранување на пердето. Исто друга причина за појавување на перде може да биде травматска после повреда, која што исто хитно мора да се оперира за да може пациентот нормално да функционира и да гледа. Една од најчестите причини ја спомнувате дијабетесот. Како дијабетесот точно влијае конкретно на катарактата? Да, значи на катарактата влијае затоа што се јавува се во помлада возраст. Значи веќе оние пациенти што имаат дијабетес, значи може да очекува дека за брзо време и ќе им се јави перде и на двете очи катаракта. Така. Некако како во
Генетскиот код ни е да се обидуваме да ја лекуваме Да, се сами, да, да. без претходна консултација нели со лекари, со специјалисти и со правилен метод нели на лекување, се точно. обидуваме право сами да се Се обидуваме, да, но меѓутоа Овдека нема импровизација. импровизација не треба да има, затоа што единствен начин е за да се добие добриот вид што го имале од претходно, значи е неопходно да се направи да се направи факоемулсификација, значи отстранување на природно заматената леќа, која што се вика катаракта или перде или завеса, единствено само со хируршки третман. Новитетите се во минатата овие операции се оперирале се правел огромен рез на целото око, тоа се стари застарени методи. Со развојот на медицината, со развојот на апаратурата, со техниката, овие операции траат 3 до 5 минути. Значи резот е милиметарски, околу 1 милиметар, значи и не стои истиот рез. Со помош на ултразвук се дроби, се крши, се абсорбира природната леќа и на нејзино место се аплицира леќа со соодветен диоптер. Значи пред самата операција се прават сите мерки, се анализираат точната бројка, секој око си е различно за себе, значи се одредува која диоптрија треба да се постави на окото и се имплантираат преку истиот рез се имплантираат леките, значи кои што остануваат трајно до животно кај пациентите. Имаме повеќе типови на леки, значи имаме монофокални леки со кои што добиваме одличен вид за оддалеку, а додека за одблиску останува некоја диоптрија 2 до 3, каде што пациентите треба да носат наочари, но претходно се информирани за целата процедура во однос на она што ги очекува, се објаснува целата процедура и се припремаат пациентите. Потоа, добро е што пациентот може да има избор, значи во однос на леките имаме освен монофокални, имаме и бифокални. Со тие бифокални леки добиваме одличен вид и за далеко и за одблиску. Значи пациентот со тие бифокални леки може одлично да чита. И имаме најнови трифокални премиум леки со кои што добиваме одличен вид далеко, средниот вид и близина. Близина за да може до 30 сантима перфектно да чита и на 60 до 70 сантима за да може да работи на компјутер и нормално видот за оддалеку. Така да голем раст значи има во овој поглед, значи од квалитетот на леки, како што реков дека се стандардизирани, дека се премиум леки, дури и оние пациенти кои што имаат кои што вградуваме монофокална леќа, значи тука има вторична варијанта, затоа што секој око е различно. Може да има и окото и рефракциски аномалии со кои што се отстрануваат и тие аномалии. Например, ако има окото астигматизам или цилиндр, значи комбинација монофокална со торик, значи каде што и тој астигматизам значи се овозможува да пациентите имаат добар избор за да бидат задоволни од услугите кои што се од операциите кои што им ги правиме. Пак ќе го спомнам дијабетисот, бидејќи дијабетисот е хронична болест и пациентите да го ставаат под некаква команда, но колку е веројатноста голема? Какви се прогнозите ако еднаш веќе разбија пациентот перде дека нема да се случи тоа повторно? Имаме ли такви случаи? Не, значи еднаш од кога ќе се отстрани катарактата, повторно перде не може да се јави, затоа што природната леќа е заматена, но имаме ситуации каде што природната леќа која што е имплантирана во окото належи на задна капсула, може задната капсула после известно време да замати и тука се препорачува и јак ласер со неколку третмани, тоа се вика задна катаракта или задно перде со неколку ласерски третмани, значи со помош на јак ласер се прават отворчиња и пациентот пак повторно
гледа и добро функционира. Така. Имаме ли разлика во начинот на лекување кога станува збор за возрастната категорија? Кога имаме помлади пациенти и повозрастни пациенти? Значи, техниките, оперативните техники се исти. Значи, разликата е во општата кондиција, општата состојба на пациентот и на колку и степенот на подложноста на секој организам на стрес. Некој повеќе реагира, некој помалку реагира. Иначе техниките, оперативните техники се комплетно исти. И едно прашање кое што сигурно пациентите ќе ги интересира, дали овие интервенции се на терет на фондот? Овие интервенции, значи, потпаѓаат уште од самото формирање на систем на офталмологија, посебно по големите операции витректомија, која што подложи по терет на фондот, потоа вадење на силиконско масло и операција на перде, значи каде што фондот им помага на пациентите. Значи има одредени бројки, одредени квоти. Времето на чекање за поголемите операции, например на витректомија, е многу намалено, не се чека многу. Значи секогаш се гледа според итноста на потребата за операција на пациентот. Така, и неминовно е да не ве запрашам како се справува полека со пандемијава со COVID-19, имате ли некакви рестриктивни мерки или пак со полн капацитет работите? Работиме со полн капацитет, но спроведувајќи ги сите заштитни протоколи за заштита на пациентите и за наша заштита. Значи работиме по стандардизирани протоколи кои што се почитуваат и ќе се почитуваат. Така. Доктор, јас ви благодарам. Навистина, вашата професија буди навистина многу теми за разговор. Се надевам дека во наредните емисии ќе имаме ќе отвориме повеќе теми, каде што подлабоко ќе навлеземе во анестезиологијата и навистина ќе ми биде име на чест да Исто ќе ми биде големо задоволство, значи ќе образложиме повеќе техники околу офталмоанестезиологијата. Дополнително, што сакав да објаснам, на времето било мит да се оперира перде ако пациентот имал шекер. Значи пациентот се плашал да дојде во болница за да оперира перде, но меѓутоа тие митови веќе полека веќе исчезнуваат, затоа што и најтешките болни од шекер кои што имаат хронични и реверзибилни промени внатре во окото, значи нашата болница е обучена и стандардизирана и успешно се справува со тие предизвици. Значи една од тие операции е, како што рековме, витректомија. Што се случува? Сега збориме за оној дел од окото, за внатрешниот дел од окото, кај оние пациенти кои што имаат долги години проблеми, кои што имаат долги години шекер. Кај овие пациенти многу е битно редовните ендокринолошки контроли, да се нивелира нивото на шекер, дали со медикаментозна, дали со инсулин, дали со терапија која што возможува шекерот да се одржи на едно коректно ниво за да може да функционираат. Една од најчестите болести, освен целиот организам што шекерот го зафаќа, е ретинопатија диабетика. Сигурно знаете ова тема, затоа што шекерот ги напаѓа најситните капилари внатре во окото, кои што знаат да како што е капиларот, настанува зголемена негова пропустливост и да настане хиперпролиферација, значи се множат капиларите, кои што во еден момент почнуваат да се распаѓаат и настанува огромно крварење внатре во окото, значи
од самиот шеќер имаме штета на капиларниот систем, значи, и дополнително на нервниот систем, значи, настанува капиларопатија и неуропатска, значи неуропатски оние рецептори внатре во ретината кои што се одговорни за видот, значи настануваат нивни иреверзибилни процеси. И во оваа ситуација што се случува внатре во окото? Значи настануваат округли, дамчести крварење како што пропаѓаат капиларите. Импулсите преку фоторецепторите, преку нервните ќелии се потешко се спроведуваат до центарот на мозокот, настанува неуропатски иреверзибилни нервни промени, и затоа шеќерот е многу една од најчестите причини за ретинопатија диабетика, која што е една од најчестите болести, која што единствено се третира со витректомија. Витректомијата е операција внатре на окото, значи тоа е хируршка процедура, но меѓутоа имаме и медикаментозен третман со анти-ВЕГФ препарати, кои што овозможуваат лек на избор, затоа што анти-ВЕГФ препаратите се користат широко насекаде низ целиот свет, така и кај нас, затоа што се единствено подобро и можно решение тие промени кои што настануваат во самите капилари, како што може да настане крварење, може да настане едем, може да настанат проблеми во центарот на видот, во макулата, дегенеративни форми. Единствен избор е анти-ВЕГФ препарати. Имаме два вида, имаме значи Авастин и Ейлеа. Си има одредена форма која и кога се пласира, значи анти-ВЕГФ-от обично секој месец по една инекција треба да се стави, додека Ейлеата на 1,5 месец. Нивната моќност е проверена и докажана дека едемот внатре во окото, крварењето внатре во окото, хиперпролиферацијата на капиларите, затоа што они најчесто страдаат, се инхибира, значи и суштината е да се подобри видот и да настане една подобра стабилизација на видната функција. А во оние ситуации каде што веќе ништо не помага, значи се прави операција витректомија, која што рековме на терет на фондот. Од видови на операции кои што ги со помош на оваа метода се прави аблацијата и одлепување на мрежницата, потоа влажна форма на макуларна дегенерација, потоа страни тела интрабулбарно, при повреда, при работа, значи влегуваат страни тела во окото, кои што единствено само со тој метод може да се отстранат и најтешките форми на хиперпролиферативна ретинопатија диабетика. Суштината на оперативата е како што е окото, цел корпус витриус се вади, настанува обработка на капиларите, ако е аблација, тогаш ретината се лепи, ако има голем хемофталмус, се абсорбира целото крварење. Оние капилари кои што се упропастени од каде што настанува крварење, се прави ласерирање, значи се стават печати внатрешно во окото за да може и тоа едем и тоа крварење фактички да се намали и на некој начин за да може пациентот да се служи со својот вид. Но меѓутоа во овие промени најбитно е што порано пациентот, значи секоја промена, како ние ќе приметиме дека пациентот има шеќер, што настанува со окото, кои се тие симптоми, значи постепено може да настане намалување на видот, може да настане нагло губење на видот, пациентот гледа флешови или од блесоци, значи како мушички да му летаат низ окото,
А оние пациенти кај што има хемофталмус тоталис, кај што има големо крварење, дори пациентот гледа само црвена слика, а тоа е поради натрешното крварење, поради проблемот со капиларниот систем. Значи, не само капиларите, туку и сите фоторецептори страдаат, макулата страда и една е од најтешките операции во офталмохирургијата. Витректомијата, со помош на витректомија и други видови на операции, освен ретинопатија диабетика, може, например, кај пациенти со ендофталмитис со сериозно воспаление на очите, кај апсолутен глауком, каде што веќе сите методи се исцрпени на лекување, така да операцијата трае некаде околу саат време, околу 1 час. Пациентот во присуство на анестезиолог се дава добра подлабока аналгоседација, се дава Суптенов одличен блок, значи за да може пациентот да ја издржи операцијата. Се влегува во окото, тој е веќе оперативен дел, со 25 до 27 голџина тенка игла и преку тие отвори, значи, внатре во окото се прави хируршка обработка во зависност од состојбата, од ситуација до ситуација на очите. Значи, темата офталмохирургија е една од најубавите гранки во медицината и една од најблагодарните работи за тоа што пациентот до вчера не гледал, а после половина час, значи пациентот прогледува благодарение на мултидисциплинарниот пристан кој што го има систина офталмологија, присуство на медицинска сестра, кардиолог, анестезиолог и одличен оператор. Така. И докторе, за крај, што офталмологија се стина во Штип, дали се вршат било какви инвазивни методи или пак останува да биде само диагностички центар? Диагностички центар Штип исто поседуваме операциона сала каде што поедноставните хируршки методи се спроведуваат, значи анти-ВГФ терапијата, може слободно пациентите своите третмани да ги добијат во диагностички центар офталмологија Систина. Ја поседуваме цела несовремена апаратура за диагностика и нормално одлична операциона сала каде што ги спроведуваме анти-ВГФ третманите. Така. Докторе, ми беше чест, ви благодарам што одвоивте време и бевте дел од таа ординација. Благодарам. Стоиме на располагање за понатамошна соработка. Обавезно, затоа што има многу и многу теми за кои што можеме да разговараме. И уште една најинтересна, добро, уште една тема. Кај нас имаме Центар за искуство на пациенти или Patient Experience Office. Што значи тоа? Дека нашето мото е ние се базираме на искуството на пациентите, значи од предоперативната припрема, интраоперативниот дел, постоперативниот третман, колку се задоволни пациентите. Ова е воведено во последните неколку години, каде што не е само око како око да се заврши целата процедура, него водиме комплетна грижа за целата општа состојба на пациентот и се раководиме по најсовремени здравствени знаења и најсовремен здравствен менаџмент, каде што нашите пациенти не ги гледаме само како пациенти, него ги гледаме како една целина, каде што секој пациент му се почитува личноста, значи, и секој има пациентите доаѓаат за да им помогнеме и ние се надевам дека до сега нашите јадници успешни операции, уште толку повеќе јади прегледи, дека било до сега се во ред и уште подобро ќе биде и уште подобро во иднина. Значи, затоа што таа грижа, тој центар постои, значи, и многу ни е битно, значи,
квалитетот кој што го нудиме и грижата, а и воедно и довербата која што ја имаат нашите пациенти во нас, довербата ја градиме да биде на уште повисоко ниво, затоа што Така. Дејноста е всушност и она кое што треба да ве прави нормално задоволство е кога гледате среќни и успешни пациенти и задоволни пациенти во секој поглед. Ви благодарам, докторе. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што одвоивте време и бевте вечерва заедно повторно со Ординација. Се гледаме наредната среда со нови гости и нова тема.